Унитети као политичка партија со ова иницијатива, значи што ја доставуваме денеска во Уставниот суд, докажува уште еднаш дека ова влада или ова власт ДУИ, ВМРО, ДПМ уште еднаш прави кршење на Уставот и изборниот законник. Значи, членот 22 и 51 од Уставот е искршен, затоа зашто би бил побитен гласачот еден гласач од Струмица или од Штип, побитен од еден гласач што гласа во Тетово, во Гостивар и во 6-та изборна единица. Значи, тука сите знаеме, и новинарите, и јавноста знаеме дека со овој начин се прави кршење и на Уставот и на членот на изборниот законник. Добро, што мислите дека е реално во пракса ќе постигнете со ова? Знаеме дека пред распуштањето на собранието ДПА поднесе измени на законот со кои предвидуваше прекројување на изборните единици, меѓутоа од мнозинството пратеници тоа не беше прифатено. Мнозинството пратеници многу работи што беа и од наша иницијатива не беа прифатени, пошто ние као унитети сме кажали и сме декларирали дека во Македонија треба да има една изборна единица со отворени листи. Но тоа не го прифатија, тоа може да го прифатат и во Пржина 1 и во Пржина 2. Тоа не го прифатија затоа што они знаат дека со овој начин како што одат и на овие избори фактички уште еднаш, еве ќе го повторам, уште еднаш прават кршење и на Устав и на закон. Значи, ние као унитети ќе одиме на избори затоа што сме во иста линија со меѓународната заедница за да излеземе од од длабоката политичка криза што ја направија овие две политички партии, затоа што и унитети преку својот пратеник, значи во собранието на Република Македонија, ние фактички ја гласавме и иницијатива за двата закона и за јавното специјалното обвинителство за тие два закона. Така да ние сме за да одиме на избори, ние сме за да ова држава излезе од длабоката криза, но со ова иницијатива уште еднаш им кажуваме, им докажуваме на сите граѓани на јавноста дека и во овој случај ова влада прави кршење на Устав и закон. Гута, ако се мислите ќе стигне на дневен ред? Зато ова иницијатива стои унитети као политичка партија, затоа што унитети од почетокот, од кога е формирана као политичка партија, ние сме кажали, сме докажали и во нашата политичка програма дека ние сме за да институциите ги почитуваат Уставот и законите. Мислите ќе стигне на дневен ред пред Тоа треба да ги прашате институциите, луѓето кои што. Ќе видиме, тоа треба они да ја мислам дека они треба да кажат што и како дали ќе стигне или нема да стигне. Вие сите знаеме и вие као новинари и јавноста знае дека после излегувањето на така наречените народно значи бомби излегува дека во последниот период, значи последните 2011, 2013 и не знам кои избори на некој начин биле нелегални и нелегитимни. Пошто овие изборни небалансирањето на изборните единици не се од денеска, не се од сега, се од последните 2-3 години можеби. Но ние уште еднаш ќе кажеме и ќе докажем како унитети и во нашата политичка програма и платформа стои дека сите институции во државата треба да ги почитуваат законите и Уставот. Ако инсистираме на почитување на законите и Уставот, тогаш и председателот на собранието, и председателот на државата, и председателот на владата, и кој да е, преди се треба да почнува со почитување на Уставот и законите. Така да, ние го оспоруваме пред Уставниот суд начинот како тоа фактички е направено и јасно е дека председателот на собранието, значи, со потпишувањето на изборите и небалансирањето на изборните единици, значи прави кршење на Устав и закон.